Во овој период Република Северна Македонија успеа да го намали јавниот долг колку што го затекнавме и колку што е сега. На 1 јуни 2017 година, кога ова влада и ова парламентарно мнозинство беше оформено и владата беше избрана, имавме 48,6% од бруто домашен производ јавен долг. Сега имаме 47,7% од бруто домашен производ јавен долг. Намален е за 0,9%. За разлика од ова намалување во периодот 2006-2017 на ВМРО ДПМН, јавниот долг од 20% е зголемен на 48,6%. Кредити трупано на граѓаните 28% од бруто домашниот производ. За што? За жолни врби, за музеи, за споменици, за непродуктивни трошоци, за лева рака, десен джеб, за цени на ископ на јаглен од 200 денари за сметка на сега 89 денари. За сето ова се трупаше долгот на државата. Сега е намален јавниот долг, а при тоа средната класа е зајакната. Средната класа е зајакната со 300% зголемување на социјалната помош на социјалните случаи. Наместо 3000 денари, 11.700 земат социјална помош. Денеска ранливите групи имат асистенти. Денеска тие се во мали групни домови. Денеска условите за живот се подобрени. Зборуваме како ранлива категорија на граѓани. Денеска платите се зголемени за 2,5 години за 2297 денари и поново повеќе од 2600 денари. Во периодот назад тие беа зголемени за исто таков период од 2,5 години за 800 денари. Еден друг таков 2,5 годишен период за 400 денари. И како преку поголемите плати се јакнат стандардите и средната класа во државата. Ги извлекуваме луѓето од сиромаштија. Пензиите се зголемуваат заклучно со тие од јануари месец. И номинирањето, односно индексирањето во март што се случува. Вкупно за 1740 денари има зголемување на пензиите. Односно, во 2020 година имаме за 10.000 денари зголемување на пензиите, земајќи дека 850 денари секој месец повеќе ќе земе пензија секој пензионер во просек во државата. Минималната плата беше 9.000 денари и тоа одраз на сиромаштијата. Зголемена е за 60%. Сега е таа минимална плата 14.400 денари. Тоа се 5.500 денари месечно. По 12 месеци тоа се 66.000 денари. Повеќе пари кај секој примател на минимална плата. Башка, плюс на тоа, акцелераторот на зголемување и отварањето на спиралата на покачувањето на сите плати. Најдовме пари, повеќе од 40 милиони евра, повеќе од 2 милиарди и 400, да им кажеме на работодавачите, дајте им поголема плата на работниците. Секоја зголемување на вашата плата ние ќе ја платиме, државата, преку граѓаните и своите даноци што ги плаќат. Разликата во придонесите. Почна субституцијата на придонесите за секое покачување на плата. Во првиот месец, кој што беше наназад, ноември, декември е првиот репер месец. 90.000 работници се аплицирани преку своите работодавачи и фирми токму за оваа мерка. Минималната плата стартува од декември со исплата во јануари. Сето тоа е акцелератор на зголемување на платите на работниците. Тука е средната класа и јакнењето на средната класа. Измисливме и поврат на ДДВ им даваме. Повеќе од 3 милиони евра само за првите 3 месеци добија пари. Илјадарка, 1500, 1800 легнуваат пари на граѓаните. Ја воведовме ефтината тарифа, каде 11 милиони и 400 илјади евра пари помалку праќаат граѓаните. Ја укинавме радиодифузната такса. Меѓу 12 и 20 милиони евра беше годишно од џебот на граѓаните. Веќе не постои. Се намалени трошоците комплетно на работењето на мал милиони институции. Граѓаните во Република Северна Македонија плаќаат најефтина струја во Европа, на европскиот континент. Паралелно на тоа, имаме огромни заштети заради транспарентно и честно работење и раководење. Сето тоа, ако ги донесеме мерките во областа каде сакате, во земјоделието, зелена нафта, екстра, намалување на трошоци,
на земјоделците, повраток на персоналниот данок за сите што имат над 1 милион денари приходи, дополнително скратување на субвенциите на големите комбинати и сите пари кај индивидуалните земјоделци, заради тоа што комбинатите остварувале и остваруваат и сега сериозни профити. Целото ова е реално враќање на средната класа. И бевме честни кога видовме дека од цела лепеза на мерки, една од мерките прогресивниот данок не го даде резултатот, се повлеков. Доблест, честност на било која доблесна и честна власт. Ретко си во Европа да направи чекор на вака значајна мерка за која што се залагала. И рековме ја одлагаме за 3 години, ќе ја усовршиме самата мерка, заради тоа што може да помогне во правичноста во општеството, за на крајот сите овие политики, зголемување на пензии, 40% раст на платите на лекарите, на медицинските сестри, 21% раст на платите на негователките и воспитачките, на центрите за социјални работи. Покачена е првата нивелација на работниците од културата. Овие денови ќе потпишеме колективен договор, ќе пуштиме предлог на закон за култура и ќе има ново покачување од 2020. Ќе го видите, готово, договорот е постигнат, требаше синдикатот, еве јас го кажувам, и тоа го изнесувавме. Сето тоа, со покачување плати во одбраната, покачување платите за 21% на учителите, на професорите, на наставниците, на сите во државата. 2600 просечна плата порасната во државата. Сето тоа со намален јавен долг за 0,9%. Не да економски година, не да блеска годината и така го држи лекција секој ден. А уште не сме формално членка на НАТО. И уште формално не сме отвориле поглаве со Европската унија. Сето тоа е во најава дека ќе се заврши. Резултатите се за поклонување и ништо повеќе. Така да тоа и ќе се случи како резултат на ваквите политики кои што во целиот овој период се реализира во оваа влада.